Благодарам, добар ден на сите. Почитуван колега, министер за регионален развој, господин Фазлиу, почитуван заменик амбасадор на швајцарската амбасада, господин Томаджан, почитувани градоначалници, присутни медиуми. Делот на регионалниот рамномерен развој во Република Македонија е една од послабите точки на државата веќе подолги години. Тоа значи дека практично не е целокупната држава развиена подеднакво во сите своји подрачја и тоа е фактот кој што не можеме да избегаме. Тој факт на некој начин мораме да го надминеме и доколку не успееме тоа да го направиме, ние ќе имаме наместо една држава, ќе имаме неколку големи града во кои што сите ќе сакаат да живеат, а остатокот од државата ќе биде празен. За да се надмине таквата состојба, мораме да бидеме посветени на рамномерниот регионален развој, односно, со други зборови, како државните пари од буџетот на Република Македонија, значи оние што ги плаќаат даночните обврзници во Република Македонија, да ги распределиме така да обезбедиме подеднакви услови за живот на сите граѓани во Република Македонија, без разлика каде тие живеат. Сите оние кои што сме патувале низ светот, знаеме дека стандардот на живење многу често во помалите места или во руралните места во развиените земји е и подобар него во големите градови и од таа причина многу години големите градови не стануваат уште поголеми, него луѓето одлучуваат да останат да живеат во местата каде што се родени, заради тоа што таму имаат подобри услови за живот. Во Македонија, за жал, тоа не е така. Имаме развиени центри и градови, а од друга страна имаме многу лоша инфраструктура и услови за живот на граѓаните во руралните средини или во попасивните краишта на Република Македонија. Од таа причина, прво и основно треба да видиме како ќе ги мериме средствата кои што државата ќе ги троши на територијата на целата држава. Точно таков е овој проект за кој што денеска зборуваме, и кој што со благодарение на швајцарската амбасада, која што дава во најголем дел грант на овој проект и со мало учество на средства од владата на Република Македонија, треба да дојдеме до едно софтверско решение во кое што ќе можеме да видиме на крајот, значи од годината, од буџетот во таа тековна година, како се средствата распределени на територијата на цела Република Македонија. Значи, софтверското решение ќе треба да црпи информации, значи, од сите државни институции кои што инвестираат било какви средства по било кој основ во било која територија на Република Македонија и при тоа на крајот на годината точно ќе добиеме сознание како се тие средства поделени, односно распределени на територијата на цела држава. Не смее да ни се повтори ситуацијата во кој што во град Скопје ќе потрошиме 800 милиона евра за да направиме еден супер модерен град, барок и така натаму, а да при тоа само 18% од државата е покриена со канализации или да не кажувам колку проценти, значи со водоводни системи, или ќе направиме еден систем како што сме го направиле Злетовица, каде што сме потрошиле 103 милиони евра како држава, а при тоа не сме прилагодиле да општините можат да ја користат таа вода, па сега тој систем е нефункционален, ме инспирира градоначалникот на Штипе, тука го гледам. Така да, значи, таквите грешки не смееме да ги повторуваме и од таа причина ќе се обидеме, значи, да направиме еден предсеорганизиран пристап како да се направи еден рамномерен, значи една рамномерна распределба на тие средства. Сосема кратко, без да имам амбиција да ви го објаснувам проектот, само ќе ви кажам дека тоа ќе го направи покасно проектниот менаџер кој што за таа работа е и ангажиран. Само ќе кажам дека во рамките на овој проект се формираше проектна единица која што има за задача да пред се ја припреми документацијата за проектот, а после тоа и да, значи, објави постапка транспарентна во која што ќе се избере, значи, компанија која што ќе го изработи овој софтвер. Тој софтвер треба да биде таков, каде што секоја институција ќе ги пополни податоците, значи, ако се гради школа, од Министерство за образование треба да кажат, значи, каде се изградени тие школи, од Министерство за здравство, каде нели се изградени или реконструирани болници, од јавното предпријатие за државни патишта, каде се направени регионални патишта, општините ќе треба да дадат, значи,
информација од буџетските средства, доколку има такви трансакции према нив, како се искористени тие средства во градењето на локалните патишта или било каква инвестиција од државата на локално ниво, без разлика дали се тоа патишта, пречистителни станици или било каква друга инфраструктура. И да не ги набројувам сега сите останати, нели, градинки и така натаму, гасоводи, цевководи, водоводи. Значи, станува збор да видиме како, значи, тие средства ќе бидат на крајот на годината распределени. Бидејќи денеска, ние ако видиме информација дали доволно средство одвојуваме согласно и законот, како што кажува 1% од бруто домашниот производ за рамномерен регионален развој, ние не можеме да видиме дека е тоа така, бидејќи тие средства се распределени по сите институции и не можеме да видиме дали навистина толку средства се одвојуваат или не. Преку овој софтвер прво ќе можеме да ја сознаеме бројката, колкави се тие средства, а второ ќе можеме и да видиме како се тие распределени на територијата на Република Македонија. Јас ви благодарам на сите за присуството. Се надевам дека ќе можеме и да продискутираме, да се запознаеме, да видиме, значи да го презентираме овој проект. Ве молам, бидејќи сега тој проект ќе биде во фаза, значи, на формирање на тендерска документација и во формирање, значи, на креирање на terms of reference, како што би се рекло, значи, за овој проект. Ве молам, сите учествувајте во него, давајте ги своите сугестии до проектната единица, сите забелешки кои што се конструктивни ќе бидат земени во предвид и дајте да направиме заеднички колку што може подобар проект и колку што може посоодветно да ги искористиме средствата кои што еве даночните обврзници на Швајцарија ги доделиле на Република Македонија, за да можеме, нели, самите да си помогнеме, односно они да ни помогнат, али пред се треба сами да си помогнеме во овој процес. Тука јас ќе прекинам. Уште еднаш ви се заблагодарувам на сите на присуството и се надевам дека забелешките кои што ќе ги дадете, конструктивниот пристап што ќе го имате, значи, према овој проект, ќе придонесе да проектов биде поуспешен. Благодарам.